Велат, ако сакаш да стигнеш бргу, оди сам, ако сакаш да стигнеш далеко, оди заедно. Колку најважното патување во животот има крајна дестинација и ветува уникатни животни искуства, а која е почетната точка која што велат најчесто треба да ја бараме во нас. Денеска за многу интересни теми ќе разговараме со Викторија Јордановска, сертифициран НЛП тренер, коуч и бизнис консултант. Дали ова доволно? Доволно е. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Викторија, многу интересни, успеав да видам многу интересни видеа и работилници на кои што работите, меѓутоа еве на самиот почеток би почнала со тоа што всушност е НЛП тренингот. Дали можеби во последен период, мислам дека и граѓаните почнуваат да ги осознаваат и техниките и принципите на самата вештина, меѓутоа еве вие да ни откриете како почнавте да ги работите овие тренинзи и зашто всушност се фокусираат. Така, многу, 2010 беше, да, годината кога почнав, кога се сопнав на НЛП, не го барав, едноставно се сопнав на НЛП и се влюбив во методологијата, затоа што дозволува брзи резултати и трајни резултати. Не е ќе зависност да се створи од некој како коуч, туку буквално техниките ги учат луѓето кои што работат со мене или со други НЛП тренери или коучеви и потоа можат самостално да си работат со себе и да си помагаат сами на себе. Во тоа и се влюбив како методологија затоа што е практична. Инаку НЛП е невролингвистичко програмирање. Невро, самото ви кажува, што се случува во црната кутија помеѓу ушите, стално знам да се нашалам. Нашата неврологија, лингвистичко, јазикот со кој што разборуваме, со кој што комуницираме, како комуницираме сами со себе, како комуницираме со другите и како преку јазикот, преку зборовите ја креираме нашата реалност. И последно е програмирањето, што значи дека сите сме на некој начин испрограмирани, се раѓаме како, да речеме, празен лист и потоа од родителите, од образованието, од општеството се градат тие верувања, тие ставови, тие искуства имаме кои што понатаму потоа ни го водат животот и ни ја даваат бојата на очарите со кои што го гледаме светот. Во кратки црти. Така. Работите на една програма вебинар внатрешна експедиција, односно како да се пронајдеме себе си. Дали е можеби тоа проблем на денешницата, независно од возраста сега, ќе го генерализираме на еден начин, колку е тешко да се пронајдеме себе си. Имајќи ги во предвид, сега имаме достапност до се, информацијата многу брзо патува, меѓутоа она што можеби во најмала рака го немаме е некоја внатрешна хармонија. Токму таму и започна како проект внатрешна експедиција во крајот на 2019-2020. Веќе луѓе во што ме знаат или не ме знаат, добив диагноза на редок тип на рак. И баш во тој период кога почнуваше и ковид, буквално една недела разлика беше. И во тоа мое патување назад кон исцелување, кон здравје, кон враќање, патот беше враќање на себе си. И од таму и произлезе внатрешна експедиција. Всушност внатрешна експедиција е еден проект на самоспознавање, самоосознавање, низ кој што процес поставуваме прашања и ги запознаваме различните делови од нас, различните слоеви, затоа што ние сме комплексни битија и не прават разни слоеви. Колку повеќе се запознаваме, толку повеќе почнуваме да се прифаќаме или да ги прифаќаме и оние делови кои што и не се толку пријатни, кои што и не си ги сакаме толку многу. Сите ги имаме тие делови. Кога ќе почнеме да се прифаќаме целосно и со тие делови кои што не ни се толку пријатни и кои што не ни се толку за сакање, ќе речам, почнуваме да се држиме себе си како што со љубов, со почит, со верба во самите себе и едноставно со тоа ни се зголемува и самото вербата, и верувањето во себе, и хармонијата внатрешна и душевниот мир, кој што јас мислам дека на сите ни е потребен.
Особено кога споменавте сега, бидејќи самите професионални, да речем, развојни фази биле дел и од една ваша лична приказна, емоционалната тежина која што ја носи, да речеме, одредена болест, како во првичен момент се прифаќа? И како да се надмине тој момент на горчина, лутина, шок, страв, стрес, акумулирано во едно? Тоа се сите многу нормални емоции и чувства кои што се случуваат кога ќе се соочиме со една таква животозагрозувачка болест. И многу е, значи, она што е лечиме, наместо да лечиме, фокусот треба да ни биде на да превенираме. И затоа и почнав да го работам, да работам внатрешна експедиција, затоа што нели кога ќе се заборавиме себе си, кога ќе дадеме предност на се околу нас и што е важно и што не е важно, тогаш кога ќе изгубиме таа врска со самите себе си, дозволуваме да влезе болест. Едноставно се отвара еден процеп во кој што влегува Не ги гледаме телото и умот како целина или... И тоа да. Значи Декарт на времето направил голема грешка, ќе кажам, со тоа што ги поделил телото и умот. Ова е еден организам. Еден организам во кој што едното си влијае на другото. Не можат едно без друго. Или во здраво тело, здрав дух имаме поговорка која што си го кажува баш тоа и обратното е вистина. Со здрав ум имаме здраво тело. Емоциите со кои што се среќаваме кога ќе ни се случи таква тешка болест се непријатни, како што рековте, гнев, лутина, зошто мене е прашањето секогаш. И тие прашања и тие емоции не ставаат во позиција на жртва уште повеќе. Она со кое што треба да се избориме, да прифатиме дека ова се случило и прашањата кои што треба да си ги поставиме се како дојде до ова? Што ме доведе до оваа ситуација сега, што правев за да бидам болна, нели? Кој може да ми помогне за да излезам? Како да излезам од оваа ситуација? Прашањето зошто не става во позиција на жртва. А сите оние други прашања кои што можеме да ги поставиме ни помагаат да добиеме информации за да можеме да излеземе од оваа состојба во која што сме моментално. Малци сама себе си изгубив сега. Да. Колку овие тренинзи, едно на друго сега ми се надврзува. Колку овие тренинзи практично би можеле да помогнат да се отворат, да речеме, овие луѓе кои што ќе се соочат со ваков и емоционален и здравствен проблем. И колку овие техники се суштината на тоа да се пронедат себе си, да се соочат со проблемот, да разговараат отворено и да најдат можеби излезни решенија. Така. Многу често, и тоа го гледам околу мене, луѓето кои што ќе се сретнат со ваква болест се затвараат во себе си. Срамота е, прво, да не бидам на терет и на товар, да не ти сметам, да не пречам, и автоматски товарот сами го носат. Во тие моменти треба да се отвориме. И да кажеме, да излезе од нас, затоа што премногу носиме внатрешно без да излезе од нас. Обуките помагаат со тоа што прво разговараме, се отвараме, разговараме на теми или излегуваат теми и верувања кои што не ограничуваат, не блокираат, а сите ресурси, се што ни е потребно носиме во нас. Јас длабоко верувам во тоа дека се што ни е потребно си го носиме во нас и ние сме совршени битија. Само треба да допреме до тој потенцијал. Техниките кои што ги учиме помагаат да излеземе од таа состојба на било која непријатна состојба, затоа што внатрешната состојба во која што се наоѓаме ни е главен, па и можам да кажам се едноставно. Затоа што кога ќе сменам јас внатрешната состојба, и работите околу мене може да се сменат. Внатрешно кога сме порамнети, внатрешно кога сме во убава состојба, и надворешно убави работи ни се случуваат. Нели, едноставно како само хипноза, како на англиски self-prophecy или само пророштво си правиме.
Се прифаќаат ли овие техники, овие работилници кај нашите граѓани, дали доволно се информирани, дали бараат информација повеќе и дали можеби во крајна линија групни или индивидуални практики се поефективни? Така, и индивидуални и групни практики функционираат. Во група, она што го прочитавте на почетокот е афричка поговорка, ако сакаш да стигнеш далеку оди заедно, во група сваќаме дека не сме сами. Сваќаме дека па не сум само јас што се борам со ова, што ми е тешко за ова, значи има и други. И веднаш се поврзуваме и секогаш кажувам групната интелигенција е повисоко од индивидуалната. Може би го дава одговорот на оно што го рековте, зошто мене? Првото прашање Така. што сите кога ќе се соочиме со некој проблем, велиме зошто баш мене да ми се случи ова. Така е, така е. Кога има да се сподели со другите, може би Да. полесно ќе разбереме дека не Полесно. сме сами во битката. Баш така, полесно е и самата групна динамика помага во отварање, во решавање, во напредок. Секогаш има и луѓе кои што не сакаат групна работа, поради тоа има нормално и индивидуална работа со индивидуалци и така работам. И да, нели, техниките, истите техники се. Сега постојат многу работилници на пазаров. Јас нели ги гледам и сум среќна што има се повеќе и повеќе вакви работилници каде што луѓето можат полека да се осознаат себе си, да научат техники кои што ќе им помогнат, да ги тргнеме апчињата што повеќе можеме, затоа што нели најлесно ние боли глава, хопс, апче. Да ги тргнеме апчињата затоа што многу повеќе можеме да се излечиме без апчиња. Нашето тело, јас длабоко верувам дека ја има моќта да се излечи самото, доколку му ги дадеме потребните услови за тоа. Така. Често сте, и пред да го почнеме разговорот, споменавме дека често сте на релација Виена Скопје, колку тоа ви помага дополнително и да акумулирате знаења, искуства, можеби еден различен начин на живот кој што мора да се направи една синергија помеѓу Скопје, Виена, различни култури, различни гледишта на работите, можеби практично и да помогнат во она што го работите како осознавање и пренесување на искуства на луѓето. Баш така. До пред 3 години живее во Виена, 10 години. И пред 3 години душата ми побара да се вратам дома. Душа се слуша. И така решив да се вратам, со тоа што сватив па дека и тука ми е дома, ама и таму ми е дома. После 10 години и таму имам дома, и таму имам голем број на пријатели, и таму веќе работам. И така да останав сега со 2 доми. Имам и тука дома, имам и таму дома. Богата сум со 2 доми. И да, често патувам, летно време сум најчесто таму, јули, август и септември ми е базата таму, а другите месеци ми е базата тука и се движам обратно. Кога ми е базата таму, доаѓам тука за работа, а кога сум тука, одам таму за работа. Виена е многу е убава, многу е питома, многу е убав животот, смирена, мирна е. Она што го научи во Виена е баш таа смиреност и мирност и секако научив да имам облека за секое годишно време. За да нема лошо време, има само лоша облека. Тоа го научи во Виена. И они се многу се дисциплинирани, дисциплина научи во Виена, која што ја пренесувам овде, нормално сите работи кои што ги научив таму. И да, различни се австриците, се многу поорганизирани, кај нас е похаотично, затоа што не велам дека едното е добро, другото е лошо. Кај нас па ја имаме онаа спонтаност што таму ја нема, спонтаноста што имаме ние. Ајде да се видиме денес. Дома ли си, идам на кафе. Тоа го имаме ние, таму нема таква спонтаност. Но се, и едната и другата средина си има свои предности, си има свој
лоши страни. Така, но искуства секако е убаво да се имаат различни искуства нели од различни култури, особено ако се работи за некои можеби социјални вештини кои што дополнително ќе придонесат за подобар квалитет на живот. Сега генерално на тој пат да се спознаеме себе си, да најдеме решение на некои нели проблеми кои што не мачат, мораме да знаеме дека и самиот квалитет на живот зависи директно од тоа како ние го градиме и го трасираме. Да, тоа комплетно се сложувам. Основата сме ние. Најчесто ќе слушнеме системот е таков, тие вака направија па заради тоа јас овака, или ти ми рече ова па јас изреагирав вака, и секогаш моќта ја ставаме надвор од нас. Уствари моќта е внатре во нас. Јас, кога ќе бидам одговорна за себе пред се, прво за себе, за моите постапки, за моите реакции, за мојата внатрешна состојба, за моето однесување. Потоа, станувам одговорна и за тоа како се однесувам со околината околу мене. И полека системот почнува да се менува. Значи, не бараме системот да се смени за ние да се смениме, туку ние се менуваме и откако ние ќе се смениме, системот се менува. Значи, обратен е процесот. Дали тоа директно има влијание во емоционалната интелигенција и контрола врз сами себе, или да ја наречеме емоционална регулација некоја сами, што треба да направиме кога зборуваме ти за таа смиреност, што чинам дека помалку за ова поднебје ни недостасува. Да, емоционална пример во регулација. Собрај ја сабајле од тоа што успеав да видам. Прво што ми паѓа на памет, колку ние знаеме нели бурно да изреагираме, за независно некоја случка да земеме во сообраќајот, што директно можеби ќе ни ја помести цела таа емоционална врска што ќе не следи во текот на целиот ден. Баш така, значи еден момент има на еден англиски една изрека, дали беа лоши 5 минути или беа лошите 5 минути на кои што се фокусираше цел ден. Така, обично е една минута е нешто што ќе не извади од таа рамка, од таа оска наша, од рамнотежата. Сега прашањето мене ми е што правиме, или што правиш ти, или што правам јас, нели, за да влезам во таа рамнотежа и за да ја одржам таа рамнотежа во текот на денот. Кои ми се практиките, кои ми се праксите кои што можам да ги направам за да се вратам во тој баланс. Затоа што нормално е. Од надвор секогаш ќе има нешто што ќе не извади од колосек или од баланс. Прашањето е колку брзо можам јас да се вратам на таа моја внатрешна смиреност, внатрешна порамнетост, внатрешен баланс. Дали овие се можеби клучните првични прашања со кои што се почнуваат терапевтските сесии, на пример? Па можеби да, може и тоа да биде, различни тематики можат да бидат. Содржината е иста, нели, на крајот на денот, како да се оснажи индивидуата да може самостојно значи не да реагира, туку или реакција, туку да може да издействува, да не биде акција-реакција, туку оној простор помеѓу како нели влегува стимулусот од надвор, од околината, може да биде и тоа и мисла некаква внатрешна, значи тој простор помеѓу нашата реакција и нашиот одговор на таа мисла, на тоа однесување од надвор, нешто што не истригерирало, во тој простор да го зголемиме, за да во тој простор одбереме како ние ќе вратиме, како ние ќе изреагираме. Во дадена ситуација, добро, тоа сепак се моменти кои што нели треба индивидуално е кој како ги прима и како ги рефлектира. Имате работено на едни курсеви Brainster Plus. Тоа е конкретно за млади лица, за тоа како да добијат повеќе можности, да бидат конкурентни на пазарот на трудот, што е она што можеби првично им помага да бидат представени во најубаво светло, во вистинско светло. Да, Brainster Plus беше многу убав проект каде што снимивме основи на НЛП, почетен курс за НЛП, за невролингвистичко програмирање, и тој курс е наменет за студентите на Brainster. Така што не можам, не е достапен за јавноста, туку само за луѓето кои што се студенти во Brainster, имаат
пристап до тој почетен НЛП курс. Меѓутоа сето тоа што е таму спомнато, јас секако го работам со учесниците на моите обуки на НЛП практичар, кој што ќе почнува во македонската група почнува во октомври, па и и англиската во Виена почнува во октомври. Така што ако има некој заинтересиран, слободно нека ми пристапи, нека ми се јави, ќе објаснам. На која возраст тебе почнуваат најчесто или нема ограничувања? Нема ограничување. Тоа е многу интересно. Не само што нема ограничување на возраст, туку и професиите се толку разнолики и тоа е толку убаво затоа што различни искуства доаѓаат од различни сфери. И групната динамика е многу интересна исто така на овие обуки. Инаку работам со 12 луѓе само, тоа е големината на групата. И се ствара една многу убава кохерентност, една многу убава едно семејство едноставно се ствара помеѓу учесниците, затоа што се отвараме, се работи длабоко, се работи на промени и трансформативна е програмата. Обично влегуваат како една личност и излегуваат како сосема друга личност. Така, што можат практично вака да очекуваат веднаш кога ќе пристапат на вакви едни курсеви или на можеби сесии, како да ги наричам? Така. Зависи, нели, секоја програма е различна. Ако зборувам за внатрешна експедиција, еве конкретно ми доаѓа вебинар внатрешна експедиција на 12 јуни во четврток. И овој вебинар конкретно се работи како еден вид на арт-терапија, терапија со уметност, во која што ги избалансираме двете мозочни хемисфери, и левата и десната. Левата е повеќе логиката, десната е повеќе креативноста, така што се балансираат двете и преку еден креативен процес низ кој што ги водам учесниците, се доаѓа до сознание за себе си. Значи не е нели тоа како на оптуженичка клупа сега јас прашувам, ти одговараш, туку буквално еден суптилен креативен процес каде што дознаваш за себе и за своите делови и каде ти е потребно да посветиш повеќе внимание, каде е потребно каде е супер ова што го правиш, да го задржиш ова што го правиш и така натаму, да. Да. Ја имате интересно, има значи многу активности на кои што имате работено и сега го имате реализирано првото издание на програмата за лидерство за жени со влијание или жени предприемачи, ајде да ги кажеме. Какво искуство е тоа, еве, и на каков интерес најде? Така. Ќе ве коригирам. Жени кои што прават промени во општеството. Лидерска програма со Ирена Јакимова, го работевме ова заедно и со партнери од Чешка и од Германија. И работевме со жени кои што се во владин сектор, во невладин сектор и во академски сектор, посебно затоа што тие жени немаат доволно можности за оснажување. Значи целта ни беше да ги оснажиме и да ги подобриме нивните лидерски капацитети. Имавме фантастична група од жени кои што едноставно ќе ги кажам женишта. И беше многу голема чест и задоволство ми беше да работам со нив и да го делам моето знаење со нив. Групата се уште се поддржува, тоа беше жени од сите сфери на овој непрофитен сектор, ќе го наречам. И различни националности, и различни возрасти, и беше едно прекрасно искуство. Вистина прекрасно искуство. Работиме сега на нов проект, сакаме, ќе видиме дали ќе добиеме финанси да го прошириме ова целото во некое второ ниво, каде што ќе ги обучиме овие жени кои што беа, да они продолжат понатаму да го шират знаењето на новите генерации, на помладите генерации, а исто така и на Балканот да ја прошириме програмата, така што сигурно многу идеи ќе има така за реализација. Рековме сега од она што можеби е за
сесија повеќе или информација повеќе за професионално искуство на независно за која професија се работи. Ме интересира каков е фидбекот, бидејќи сега постојано да давате информации или да пренесувате знаења, искуства, тоа мора да троши, да значи трошење на енергија, нели лична енергија, она што вам ви е нели многу потребно и акумулирано знаење што треба да се пренесе. Меѓутоа, каков е фидбекот ете и од другата страна? Колку се, да речам, задоволни, исполнети, конкурентни во крајна линија во однос на сесијата која што ја избрале за да настапат или да добијат еве некоја нешто повеќе од она што го очекувале или што го побарале од самите тренинзи и од сесии. Така. Мене лично работата со луѓе ми е храна. Јас влегувам на обука и излегувам од обука со енергија. Не се осеќам после тоа исцедена. Воспротивно од тоа кога, например, ако споредам кога работев во меѓународни организации, си доаѓав дома и ми требаше еден саат да гледам во точка, само во зидот во точка да гледам за да можам да се регенерирам. Сега, откако кога ќе излезам, дали од индивидуална сесија, дали од групна сесија, дали од обука, буквално сум полна со енергија. Значи си ја најдов пасијата да работам со луѓе. Она што го гледам исто од другата страна, ме храни. Кога ми се задоволни клиентите, секако и јас сум задоволна. Целта е остварена. Целта е остварена, да. Значи сум помогнала. Тоа ми е целта, да помогнам за некој да се чувствува подобро и да види, да почувствува дека може. Ели, она што го кажав. Често му знам да кажам дека да се наречам себе си агент за откривање на потенцијалот кој што е во секој од нас. Затоа што сите во нас имаме потенцијал, сите во нас имаме ресурси. Само треба да ги видиме. И кога ќе го осветлам некому патот, да речеме, кога ќе го осветлам таа темнина, имам најголемо задоволство ми е тоа и кога ќе помогнам. Дали вака сумирано, Викторија, може да кажеме дека можеби проблемот лежи во недоволна комуникација или отвореност да се говори за проблемите, да се кажат, да се излезе од душа нешто ако некој сака нешто да направи, независно не мора да е проблем. Или можеби некоја идеја нереализирана, не дореализирана. Да. Дел да се сложувам со тебе. Значи, го кажав она на почеток, кјути си трајси, да не е глупаво, да не е, нели, ајде сега што се правиш, ти посебно ние жените го имаме тоа, која си па ти сега да кажуваш? И тоа доаѓа од патриархатот. Тие стереотипи што ќе се провлекуваат така. Така, се провлекуваат и постојано знаеме да се голтниси, подголтниси и како да си ги кретиме крилјата, буквално. Цак, 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 и одеднаш немаш крилја. Има една многу убава метафора која што кажува Вирџинија Сатир. Вирџинија Сатир е една од моделите на НЛП, која што вели, замислете си, ние се раѓаме како една фонтана. И таа фонтана на почетокот направи едно прекрасно шоу. Сите, нели, оние вентили се отворени, вода тече од сите страни. Едноставно тоа е едно фантастично шоу кое што можете да го видите. Ама со текот на времето, ова вентилче се затнало, нели, подголтниси, она се затнало вентил, не смеш да слушаш. Значи, трет вентил се затнал, немој да го гледаш ова, нели, тоа ни се сите оние канали преку кои што излегува од нас. И полека таа фонтана е па и не така убава за гледање, затоа што овде тече, овде не тече, полурасипана. Идејата е да ја отвориме пак таа фонтана, да почне да пуштиме, затоа што сите од нас, сите сме уникатни, сите сме една е на светот. Светлана, една е Викторија, Светлана, убаво си го кажав, добро, една е Светлана, една е Викторија, и да пуштиме таа наша уникатност да излезе. И тогаш кога ќе излезе,
Не знаеме што ќе се случи, ама ако постојано се прикриваме, срамота е да не го кажам, да не бидам товар, да не бидам терет, што ќе помислат другите? Нели, што ќе кажат комшиите? Паралелно сето тоа да се изведе кога нели конкретно за жените, кога бидејќи имавте и таква програма за лидерство да ја кажеме на жени со влијание, меѓутоа генерално таа треба да биде и мајка и сопруга, успешна и на работа, со работни обврски, со семејни обврски и сето тоа да се усклади. Денеска, иако мислиме дека нели во 21 век е брз век и век на можности, станува се потешко. Да, затоа што се повеќе обврски зимаат жените на грб. Нели, можам јас. Јас можам да бидам и лидерка и дома да ми биде супер средено и да вежбам и да се грижам за себе и на крај пукаме по шавови. Многу нормално. Многу нормално. Ни треба време и за себе. А времето се пократко е со се повеќе обврски што ги зимаме. И едноставно да кажеме стоп. Рачна. Ова нема да го правам. Што е важно? Што е важно? Што ми носи ова? Оваа активност, нели? Каде можам да скратам за да дадам на она што е приоритет? И тие се некои прашања со кои што можеме да се позабавиме, затоа што многу често и си го времето не го инвестираме, туку си го трошиме на еден куп работи. Да земеме телефонот. Значи, ако јас имам тајмер на телефонот за социјални медиуми и сваќам колку брзо ми поминале 6 минути, 10 минути. Значи, летнале, јас не сум ни свесна. А тие 10 минути сум можела да ги инвестирам во нешто друго. Не велам нели дека треба комплетно да ги тргнеме телефоните, меѓутоа свесност за тоа што ова мене ми носи, дали ми е корисно, дали ми е некорисно, дали ме приближува поблиску до целта каде што сакам да стигнам или не. Дали ме умара, дали ме одмара. Тоа се прашања кои што треба да се прашаме себе си и да си ги дадеме одговорите за да можеме свесно да си го креираме животот. Намерно живење, нели, не свесно, не намерно трчам како мува без глава. И тоа се работите кои што ретко си дозволуваме во тој трк со времето. Да. И уште би сакала една вака како компарација да направиме, бидејќи искуствата споменавме ете и од Виена, меѓутоа генерално можеби во светски рамки. Колку НЛП техниките се осознаени и каде ние во однос и на Европа и на светот стоиме со овие техники? Да, значи во светот НЛП е развиено секако, има многу различни и ограноци, и различни школи. Во Македонија исто така, не сум јас единствен тренер, има и други тренери кои што работат НЛП. И верувам дека сите си работат како што треба. Што повеќе, тоа подобро ќе кажам пак. Затоа што колку повеќе луѓе допреме со овие техники, јас верувам, длабоко верувам дека НЛП треба да се учи во школа, во училиште. Затоа што основата на НЛП е комуникацијски вештини, што спомна на почеток. Комуникација. Како комуницираме, како се поврзуваме, како да се поврзаме полесно, како да се разбереме, како да најдеме заеднички јазик, кои се тие, нели, како ги користиме зборовите за да си ја креираме сами реалност. Сами, како јас сама што си зборувам во главата, дали во главата си зборувам добро или си зборувам лошо, како се мотивирам себе си, како ги мотивирам другите. Тоа се се делови кои што НЛП ги опфаќа. И да, што повеќе тоа подобро, пак ќе кажам. Во формалното образование, можеби многу повеќе би имали ефекти од најрана возраст, доколку би се применувале за и да се разбереме подобро и да знаеме кои ни се приоритетите во крајна линија, она што спомена, да не го изгубиме драгоцено време можеби пред некој, не знам, апарат или независно или со личности кои што нема дали го заслужуваат или не го заслужуваат нашето внимание, а многу повеќе ќе се посветиме на она што има
голема вредност за во крајна линија нашиот квалитет на живот. Да. Викторија, навистина ти благодарам што беше денеска со нас. Верувам дека овие не само овие НЛП техники, туку и самите треба да почнеме можеби тргнувајќи од себе да си дадеме приоритет за тоа што нам ни е потребно, како комуницираме, колку комуницираме и со кого комуницираме, што верувам дека во крајна линија може да ни даде одговори што ги бараме секојдневно, ама да, може да се најдат. Да, одговорите се во нас. Така. Благодарам уште еднаш за издвоеното време. Верувам дека и во следна прилика ќе имаме можност да поразговараме за уште подобри и поголеми реализирани проекти. Благодарам за поканата и многу убаво ми беше, пријатен ми беше разговорот. Се надевам се гледаме пак. Така, благодарам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.